Земјоделието во последниве неколку години е дејност во подем. Секојдневно раста бројот на лица кои како своја професија го одбираат токму земјоделието. Со бројните мерки кои што Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Агенцијата за финансиска поддршка на руралните средини ги спроведува, земјоделието достигна висок степен на развој. Конкретно во денешната емисија на Агроспектар ќе проговориме за месните производи на рускиот пазар. Производителите на месни производи имаат уште 30 на дена да ги обезбедат потребните услови за своите производи, да може да ги пласираат на рускиот пазар. Ова доаѓа од проценките кои стручните екипи од оваа област од Руската Федерација и стручни екипи од домашна страна ги утврдиле преку направената анализа. Домашното производство на свинско месо ги обезбедува само половина од потребите на пазарот, кои изнесуваат 40.000 тони. Поголемиот дел од свежото месо доаѓа од фармите, а месната индустрија за своите потреби увезува замрзнато свинско месо. Увозот на свинското месо за преработка чини од 23 до 26 милиони евра годишно. Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, Зоран Поповски, напомена дека од 15-те компании кои пројавиле интерес своите производи да ги продаваат на рускиот пазар, за сега само 3 од нив имаат добиено зелено светло од Руската Федерација. Свој производи во моментов може да извозуваат само млечната индустрија Здравје Радово, Бучен Козјак и Балканска млекара. Овие компании, според анализите, имаат дозвола да извозуваат своји производи во Русија, додека пак и останатите 12 компании се во процес на исполнување на сите услови за добивање дозвола за извоз на големиот руски пазар. Недостатоците се однесуваат во голем дел на она што значи пресликување, тоест преземање на нивното законодавство во делот на безбедноста на храната, а тоа особено се однесува на компаниите каде треба детално да ги проучат оние законски обврски кои треба да ги спроведуваат самите тие, но исто така и нашите служби од Агенцијата за храна и ветеринарство ќе треба истите да ги увидат и да можат согласно нив да ги вршат контролите кај овие оператори кои би извезувале во Евроазиската економска унија и во Руската Федерација. Тоа се врз основа на тие законски уредби кои се од страна на Руската Федерација, ние ќе треба да направиме и да им помогнеме на операторите со храна да се усогласат во однос на нив, а истите најмногу се однесуваат на контролата на микробиолошките критериуми, бидејќи ние како Република Македонија нашето законодавство е потполно усогласено со европското законодавство, сепак има разлики
со она законодавство кое е во Руската Федерација и во тој дел ќе треба значи да се усогласат и операторите со храна и нашите инспектори кои ќе ги вршат тие контроли. Значи се однесува на микробиолошките критериуми, се однесува во делот на контаминентите и резидуите на храна, значи ќе треба да се направат според нивните закони други планови за контрола на истите критериуми што ги кажав, а исто така и многу голем акцент се дава и на следливоста на храната која мора да биде значи од земји одобрени за извоз во Руската Федерација. Значи самата суровина треба да има да е со докажано потекло, првенствено да е од Република Македонија, но доколку суровински не успееме да ги задоволиме нивните потреби, истата таа ќе треба да потекнува од земјите одобрени за извоз во и нормално и индустријата одобрена за извоз во Руската Федерација. Генерално извештајот е позитивен, значи веќе се одобрени 3 компании со 4 производни погони, а овие неосогласености согласно насоките од нивните служби, значи од Росселхознадзор, Руската федералната служба за ветеринарен и фитосанитарен надзор, сепак не се работи за големи неосогласености и тие во наредниот период ние заедно со операторите со храна ќе работиме на што побрзо да ги отклонат тие неосогласености за да можат нивните служби повторно да дојдат и да ги одобрат и останатите 11 компании за извоз во Руската Федерација и Евроазиската економска унија. Задолжително суровината мора да потекнува од Република Македонија или пак од земји одобрени од страна на Руската Федерација. Тие земји одобрени од страна на Руската Федерација ги има на нивниот вебсајт и можат сите оператори со храна да ги погледнат во секое време и согласно тоа да стапат во контакт и да склучат договори за да може да ги користат таа суровина од одобрените земји. Паралелно со Агенцијата за храна и ветеринарство работи и на овозможување на нашите компании да извезуваат и во Европската унија. Ете веќе ние добивме известување дека можеме да ги извезуваме сите производи од говедско месо во Европската унија. Исто така до крајот на годината се надеваме дека ќе можеме и да извезуваме и производи од риба во Европската унија. Во таа насока ние организиравме во Агенцијата за храна и ветеринарство и состаноци со самите преработувачи и кланичната индустрија со цел да ги запознаеме за можностите да аплицираат за да бидат улистани во компании кои може да извезуваат во Европската унија производи од говедско месо и производи од риба. Исто така би сакал да напоменам дека во делот на свинското месо Република Македонија во овој момент е одобрена за извоз на производи од месо во вид на конзерви. Значи во Европската унија можеме да ги извезуваме овие производи. Во контекст на ова, местната индустрија Микс Свети Николе е компанија која е најблиску до стартот на извоз на руски пазар. Недостатоците кои руските експерти за местна индустрија ги посочиле, според проценките на директорот Георгиевски, се едноставни барања и се однесуваат на анализите за квалитет на производот. Одговорните очекуваат во следната контрола тие да бидат надминати. Оваа компанија во изминатите 5 години за адаптација на капацитетите и подготовката за Европската унија инвестирала повеќе од 7 милиони евра. Ова ни дојде како додатна радосна вест по нас, бидејќи ние не се спремавме за Русија. Овие барања кои што се доставени за нас се многу едноставни, бидејќи пред се работи за контролата на анализите кои што треба да се извршат, а ние и до сега исклучиво што работиме, значи производи, пак зборуваме за домашно конзумно месо, кое што потекнува од домашните фарми. И јас би ја искористил ова прилика да нагласам дека со овој момент објавуваме повик за нов годишен договор за нови 25.000 свињи по цена од €1.30 по килограм за
жив товленик, стандарден, кој што е здравствено и ветеринарно исконтролиран во целост, одбележен на соодветен начин. Тој како таков, секој фармер кој има континуирано производство, кој што сака да има сигурен пласман, еве шанса со нов договор кој што на тој начин мислиме дека ќе обезбедиме барем почетна иницијативна, бидејќи Микс Витиниколе можеби е голема компанија за македонски услови, но за рускиот пазар ние сме многу мали и тоа се минималните количини кои што би морале да почнеме сега, така да, а тоа не сакам да зборувам, веројатно и министерот знае колкав ни е бројот на сегашни расположливи живи грла кои што ги имаме на располагање и дека тоа значи едно големо зголемување пред се на фармерството во Македонија. Ние вообичаено се движиме меѓу 4,5 и 5.000 тони на годишно ниво, но ние тоа го постигнуваме со работење во една смена и ние тоа го нагласивме дека за рускиот пазар секако ние нема да се откажеме од домашниот пазар, би ја вовеле втора смена, во најмалку камо среќа да имаме можности за трета смена. Во тој дел веќе објавивме оглас за нови вработувања од 15 ново вработени, инаку со формирањето на втората смена тоа ќе бидат веројатно околу 150 вработени. Така да, камо среќа да ако се исполнат останатите предуслови, дека тогаш секако ќе размислуваме и за трета смена. За развој на сточарството, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го субвенционира производството. Доколку се отвори рускиот пазар и за производите од месо, според ресорниот министер, се создаваат поволни услови за забрзан развој на фармерството во Македонија. Иако државата не представува потенцијал кој би можел да го задоволи големиот руски пазар, сепак од Министерството прават напори да обезбедат сигурен пласман на домашни земјоделски производи. Рускиот пазар е еден од новите пазари во графата сигурни. Доколку Микс Витиниколе започне со извоз на преработки од месо, тогаш со сигурност ќе се зголеми бројот на вработени во оваа компанија, но и во компаниите кои се јавуваат како добавувачи на МИК. Статистиката покажува дека во моментов во производство на свинско месо вклучени се околу 8.000 лица. Драго ми е да ова го чуем дека со 25.000 само Микс Витиниколе кој што планира едната година да го зголеми за 25.000 товленици, автоматски значи ние ќе треба да самите фармери да го зголемат производството, да има нови вработувања и како што рековме да не очекуваме дека ние тие сме што ќе ги диктираме цените и ќе го контролираме пазарот, него напротив да најдеме ние како министерство, како влада да им обезбедиме такви услови да може да ги продаваат своите производи, да ги скинеме тие бариери. Слушнавте и од директорот на АХВ кој што каже веќе дека за говедското месо веќе се укинуваат оние бариери што беше за извоз во Европската унија. Работиме и на тоа да ги укинеме да добиеме дозволи за извоз на пилешко месо, кој што знаете сега е забрането, за свинско месо исто така е забрането. Така да што гледате имаме доста врски ние како министерство, како влада што треба да ги завршиме, но секако дека треба да работиме на тоа, оно што го и вие поставите го прашање, да најдеме начин како тоа што ќе се побара од нас да можеме да го обезбедиме. Така да во тој правец ние имаме повеќе проекти, значи со зголемување прво на сточна храна, производство на сточна храна, знаете дека со USAID програмата што е со 7.000 хектари наводнување капка по капка за производство на пченка, каде што очекуваме средниот производство на пченка да биде околу 12.000 килограми по хектар, со што би ја обезбедиле храната за производство на ова сточна храна и секако знаете дека мината недела ние промовиравме проектот за производство на бройлерско месо, на кој што до крајот на годината веќе ќе излеземе со конкретни предлози како тоа ќе го решаваме. Проектот е финансиран од ФАО, дојдени се консултантите, работат на овој проект и се надевам дека веќе од идната година ќе донесеме и план за производство на пилешко месо. Така да
мораме да работиме на сите планови, од самото производство, секако дека и преработувачки капацитети мора да имат такви услови кои што ќе бидат, односно ќе произведуваат месо и месни производи кои што ќе поминат сите тестови на овие доста контролирани пазари, Европската унија, како што се каже тука и за рускиот пазар. Доколку на тие руски пазари ние испаднеме со квалитет и цена која што ќе биде конкурентна, ќе бидат на пазарите ќе ги продаваме. Доколку ние испаднеме со високи цени и со недобар квалитет, нема да бидеме никаде прифатени. Тоа важи како за сите пазари. Значи веќе нема привилегирани пазари на кои што ние можеме се што да продаваме. Значи мораме да сватиме дека и земјоделците да сватат дека мора да произведуваат квалитет, мора да произведуваат економично, мора да произведуваат сама и храна за да бидеме конкурентни. Можниот извоз на месни производи, како сигурна можност за развој, го гледаат и фармерите. Велат заедно со владините субвенции ќе имаат поволна алка за развој на свињарството. Гранка која во моментов допринесе за намалување на невработеноста, бидејќи во процесот на одгледување свињи подеднакво е потребно и механизација и работна сила. Во секој случај сето ова е добро, затоа што ќе се бара зголемено производство, односно повеќе ќе се бара суровина, тоа е свинското месо. За нас ќе биде добро, затоа што ние ќе можеме да произведуваме повеќе свинско месо и ќе има каде да го пласираме. Во досегашниот период нашето производство го пласираме овдека во Македонија. Конкретно во Велес, Кавадарци, Неготино, Скопје, Свети Николе, значи на домашниот пазар. До сега немаме извезувано надвор од Македонија, меѓутоа, ако ова што е со рускиот пазар, па се надеваме дека ќе извезуваме и за рускиот пазар. Па благодарејќи на владата на Република Македонија, со субвенционирањето отпочнато е од 2006 поинтензивно, субвенциите ги добиваме редовно секоја година за продаден товарник и за по грло мајка. Субвенциите во секој случај добро доаѓаат, затоа што еве гледате и сами кај што се наоѓаме на нашата фарма, значи субвенциите што ги добиваме ги вложуваме во самата фарма, во сообременување на самата фарма. Еве гледате дека во објектите, во опремата натре, значи а таа опрема е скапа, овдека во Македонија не се произведува и ја увезуваме од странство. Сето тоа, за да можеме да го постигнеме, без субвенциите, во секој случај не би дошле до овој степен сега како што сме. Од страна на Агенцијата за финансиска поддршка и рурален развој имаме добиено линија за производство на сточна храна и кофичас елеватор, кој што е овдека на фармата, и тој до ден денеска го користиме. Во секој случај е добро и руралниот развој и ИПАРД програмата што е 2007-2013 година. За подобро да се организираат производителите на свинско месо, неодамна формираа свое здружение. За прв председател е избран Ефтим Шаклев. Обединети заедно, покрај подобрување на производството, производителите на свежо свинско месо планираат заеднички да го надминат проблемот од увоз на замрзнато месо. Они го гледа својот интерес и за условите на производство и на набавката на храна и за продажбата, дека нашите успеси ќе бидат многу подобри, ќе бидеме многу поозбилни ако сме организирани. И затоа на тоа размислување е резултат денешниот ден и создавањето нова, да речеме, ново здружение, иако досега сме били ние често пати заедно, меѓутоа денеска само го тоа официализиравме и формално правно и тоа е со името ГИЦКО. Така одлучи присутните, не се надеваме дека ќе функционираме успешно понатаму.
Најголемиот проблем тоа е замрзатото свинско месо, кој ден денеска неконтролирано се продава и во малопродајата, и во рестораните, и тоа ќе биде нашиот основен чекор во кој ние ќе се бориме да сите ресторани во Република Македонија и да трошат изузетно квалитетно домашно свежо свинско месо, кое го имаме во доволни количини. Моментов Македонија 100% ги подмирува сите своји потреби со свежо свинско месо, дури може да кажеме имаме некој процент од 10-15% вишоци во одредени временски периоди во текот на годината. Македонските фармери потенцираат дека во државната каса може да останат многу девизи, доколку се создадат услови, а реални предуслови веќе има, тие во своите фарми, да го зголемат бројот на добиток. Досега во Русија, македонскиот пазар извозуваше само овошје и зеленчук, а со ова се отвора голема и реална можност за извоз и во месната и млечна индустрија. Председателот на Македонско-руската стопанска комора, Дејан Бешлиев, информираше дека Руската Федерација за своји потреби увезува дури 65% од своите потреби за храна на годишно ниво. Ние, како бизнис заедница, заедно со институциите, го поставивме клучот во бравата и ги отворивме овие врати и сега останува на нашите компании да го планираат своето производство, да можат да извезуваат повеќе на рускиот пазар и навистина е задоволство кога веќе во старт се слуша една ваква изјава која всушност и беше поента дека ќе имаме зголемување на сточен фонд, ќе имаме нови вработувања и тоа беше всушност целата поента на ова оваа наша заедничка работа. Треба да напоменам дека многу брзо ќе очекуваме, значи во овие 60 дена да и останатите компании ги задоволат потребите кои што беа напоменати од руска страна и сметам дека Република Македонија ќе го заземе полека на сигурно своето место на полиците на рускиот пазар. Значи, доколку ги споредиме бројките, ќе кажам два различни податока, бидејќи не се усогласени статистичките податоци помеѓу двете земји. Имено, согласно македонската статистика, извозот во Руската Федерација за првите 6 месеци изнесува 13,9 милиони долари, споредено со лани кога бил 13,2 милиони. Во однос на руската статистика, која има поинаква методологија на пресметување, извозот е 46 милиони долари од македонска страна, од кои 26 милиони се земјоделски производи. Така да е енормна бројката која што е извезена и која што според нас е реална и би сакале тоа тој број да се зголемува постојано. Во однос на намалување на царината се работи и досега на неколку меѓувладини комисии кои беа одржани помеѓу двете земји. Македонската страна го доставува своето барање за добивање на намалување на царинската стапка, односно постигнување на договор за слободна трговија, кој ќе напоменам го имаат само една земја надвор од Евроазиската унија, тоа е Република Србија, и на тоа барање во последниот одговор од руска страна ни беше посочено дека е потребно да Република Македонија достави официјално такво барање до Царинската унија на евроазиските земји, бидејќи сега сите тие ќе бидат одговорни, односно ќе можеме да извезуваме, доколку добиеме таква дозвола, ќе може да се извезува на цел тој пазар со, се надевам, под услови на слободна трговија. Деновите кои Руската Федерација ги посочи на компаниите полека истекуваат. Останува да видиме дали до крајот на оваа година месната индустрија МИГ ќе го оствари првиот извоз во Русија. Доколку производителите на месни производи сакаат да извозуваат на рускиот пазар, ќе мора да побрзаат. За македонското земјоделство, освојувањето на рускиот пазар ќе значи решавање на проблемот со готовите земјоделски производи. Производителите на свежо свинско месо го паметат овој проблем, затоа тие сега стегаат палци МИГ Свети Николе да го добие сертификатот
и до следната година да го има првиот извоз во Русија. Со нова тема од земјоделието, следна средба закажувам за 7 дена.